почитувани гледачи, добро вечер. Ова е анализата на 24 вести, а јас сум Сеад Ризвановиќ. Исходот од состанокот на министрите за надворешни работи на Европската унија во Луксембург е познат. Македонија и годинава не доби датум за почеток на преговорите. Оваа разврска за некои е очекувана, за некои е неочекувана, за некои е изненадување, но како и да е, тука сме вечерва да разговараме за ова кои се последиците од недобивањето на датум и оваа година и која е разврската, што ќе се случува во наредните години. Вечерашни гости се Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование и Малинка Ристова Јордановска од Институтот за европски политики. Добро вечер. Добро вечер. Кажете ми, изненадени ли сте ви од исходот на состанокот на министрите за надворешни работи? Мене ме чуди што вие воопшто спомнавте дека има некој што е изненаден од исходот, затоа што во последните неколку месеци, особено нели после 1 март, требаше да очекуваме и условите не се исполнети. Она што требаше да го испорача Македонија не е испорачано. И тоа го чувме директно од човекот кој што е задолжен за евроинтеграциите во државата, господинот Бесими, каде што отворено го призна. Во тој случај кога не се исполнети да не ги речам услови, бидејќи тие не се услови, меѓутоа сепак резултати кои што беа очекувани да се исполнат, не би требало да не изненади ваквото решение. Кажавте она што не е испорачано, зборуваме за името? Меѓу другото, значи не зборуваме за името да биде решено, доку зборувавме за некакви, нели, ако се вратиме за заклучоците од декември 2012, значи зборуваме за да докажеме, значи да има некаков доказ дека Македонија се обидува да го реши името, со цел да се овозможи да се направи таа рамка за решавање крајно на името, меѓутоа има и други работи што не се исполнети. Ево, на пример, адхок комисијата после 24 декември не ги нема резултати, тоа требаше да биде завршено. И тоа е суштинско прашање затоа што навлегува во политичкиот критериум. Значи проблемот е дека нема поделба на власта. Заклучоците од адхок комисијата не се неопходни. Понатаму имате со меморандумот кој што требаше да биде подпишен за уште еднаш да се покаже дека македонската држава и македонската влада и опозиција и сите у државата практично сакаме се движиме кај Европска унија, дека има консензус за тоа и на крајот на криштата и она што се случува и со новинарите, со законот за медиуми, затоа што знаете и вие дека и новинарите беа избркани од собранието и сега не може понатаму да продолжи диалогот со новинарите како што претходно беше. Сите тие работи се дел од пакетот. Да, добро е за богатството на оваа дебата што денеска излезе интервјуто на премиерот Никола Груевски во кој ги има неговите видувања за целата состојба. Значи, главната окосница, главната теза во интервјуто е дека тие работи за кои зборуваме, значи реформите кои не сме ги исполниле се сепак секундарна работа, но главна пречка останува името. Се согласувате ли вие со тоа? Она што всушност е различно од декември до сега е токму што фокусот од името повеќе се префрлила пак на политичките критериуми, односно на проблемите кои што ги имаме во парламентот, медиумите кои што обстојуваат. Мислам дека многу реакцијата повторно на отсуството на заклучок во Советот, односно немањето датум на преговори е можеби покритична отколку самото немање датум, особено што е јуни, значи на сред година. Обично таквите одлуки се носат октомври, ноември, кога се разгледува извештајот. Есенскиот период, октомври до декември. Значи, ваквата реакција покажува дека влијанието на оваа одлука веќе носи турбуленции на македонската политичка сцена. Се помалку може да се одржи аргументацијата дека единствено името е тоа што ни пречи, туку се акумулираат и многу други прашања кои што поставуваат клучното прашање дали Македонија всушност ги исполнува критериумите за отпочнување на преговори. Оттаму и онаа реакција во предупредување во интервјуто на членот на Европскиот парламент Хјуит, кој што искрено се залагаше цело време за почеток на преговорите, дека е можно и одземање на кандидатскиот статус, доколку
се продолжи вака, односно не се реагира на соодветно на предупредувањата. Можна ли оваа опција, што мислите, може ли да се случи реално на Македонија? Се може да се случи. Значи, нема што не може да се случи. Јас искрено и сите ние не сакаме тоа да се случи, затоа што мислиме дека тоа ќе биде многу лошо за Македонија. Последиците ќе бидат огромни, ќе биде тоа еден парадокс кој што не е случен во Европската Унија, но може да се случи. Значи, доколку ние си продолжиме да се правиме глуви и многу силни, кога не сме објективно толку силни, тоа може да се случи. Димова? Дали може да се случи се одземе? Дали е можна опција? Мислам дека дали ќе се одземе кандидатскиот статус или не, мислам немаме ние случај до сега да се било одземе на кандидатскиот статус, меѓутоа за се има прв пат. Значи може Македонија и по тоа да биде позната. Меѓутоа многу е известно дека нема, значи, ако продолжиме вака, значи не работејки на што Малинка го спомена, значи не работејки на останатиот дел од реформите, ние политичкиот критериум да го расипеме, така да се каже, ако може, и во тој случај не одите во следната фаза. Следната фаза се преговори. Значи, ако ние и голема е веројатноста дека ако не покажеме резултати сега до септември месец околу овие адхок комисија, околу новинарите, да сватиме дека тоа задира длабоко во политичкиот критериум и дека во случајот, ако тоа се случи, ќе биде исто како во 2008 година. Ако се сеќавате, Европската комисија во 2008 заедно со објавувањето на нашите извештаи, на извештаите, кажа дека Македонија не го исполнува политичкиот критериум. И тогаш и релевантно е дали вие имате проблем со името, затоа што не одите во следната фаза. Без минимум исполнување на политичкиот критериум не можете да преговарате. Значи со поедноставни зборови и она што сте го постигнале може да го расипете. Апсолутно, апсолутно. Па тоа се покажа повеќе пати. Значи наш голем проблем е што ние имаме одење чекор напред, па 2 чекори назад, па 2 чекори напред, 3 назад. Тоа е голем проблем. Тоа значи дека нема конзистентност во политичките реформи. Тоа е кажано во извештајот сега пак на Советот на Европа. Значи, тоа е еден сигнал. Повторно Советот, ние стануваме тема на Советот на Европа. Значи, постмониторингот продолжува, се најавува отворање на канцеларија овде, потоа се најавува поголем ангажман на експертите на Советот на Европа. Тоа е се сигнал на едно привлекување внимание како земја која што е во порана фаза на што всушност значи отварањето на таа канцеларија, бидејќи видов според изјавите од Советот на Европа, они велат дека тоа не е некаков значи зајак над мониторинг, туку дека тоа е продлабочување на соработката. Значи ти имате една дипломатска изјава и тоа е дипломатски објаснето дека и при отворање на преговорите, нели владење на правото е клучна работа, точно, тоа е во новиот пристап на преговорите, ќе помогне и за тоа, но тоа е еден дипломатски речник кој што практично ја обвива суштината, која што значи дека Советот на Европа се враќа со позасилен ангажман во Република Македонија. Тоа е тоа, нема. Нормално е кога државата се приближува кон членство во ЕУ, постепено си оди Совет на Европа, па си оди канцеларија на ОПСЕ и така натаму, тоа кај нас не се случува и тоа покажува дека со нас ќе се занимаваат од тој аспект, а не од аспект на држава која што граби кон преговори. Димова, дали може да се каже дека после еден известен период на неколку години на добивање на позитивни извештаи, еве да речеме после крај на еден така наречен меден месец меѓу ЕУ и Македонија, сега се менува реториката, се менува вокабуларот и гледаме дека доаѓа некаков нов пристап. Значи, вака, во однос на колку биле позитивни извештаите, ние секоја година правиме компаративна анализа со последните 4 извештаи и ги обележуваме со боја, значи со црвено обележуваме сето она што се провлекува минимум 3 пати по извештаите. Ако ја видите нашата компаративна анализа, ќе видите практично дека нема напредок. Реално нема напредок, бидејќи едни и исти прашања се провлекуваат по 3, по 4 и дури и по 5 пати иста работа да ви се кажува дека вие треба да ја сработите, е за мене трагично.
Така што многу е дискутабилно колку тука е биле судството, слободата на медиумите. За све, мислам од почеток до крај за се зборувам. И економски и политички критериуми и правните, нели сите поглавја. Така што за мене е тоа многу спорно. Меѓутоа, бидејќи Европската комисија постојано се обидува некако да не држи во моментумот и секогаш измислува некои нови инструменти со кои што ќе не турне, како што беше на пример хладот и со политичкиот диалог, пристапниот диалог на високо ниво, се фокусираше само на 5 работи и очекуваш од нас само тие 5 работи да ги исполнеме за да влеземе во втората фаза. Така што мислам дека не би требало да сме многу задоволни. Тоа е за мене како да добиете двојка. Учите, ако сте нели во средно училиште, сте задоволни со таа двојка. Тоа е прво. Второ, што мислам дека не се забележува, е тоа дека некако нашата интеграција ни се случува во државата вон простор и време. Значи не водиме сметка што се случува на ниво на Брисел. И не е ни чудо со вака контролирани, извинете, меѓутоа владини контролирани медиуми, не можеш ни да чуеш. Ние слушаме постојано од медиумите дека Европска унија се распаѓа, дека што бараме таму да влеземе, меѓутоа реално не знаеме што се случува на ниво на Брисел. Една од работите за кои што се привлекува во неколку заклучоци на Советот е дека 4 држави, на пример Финска, Данска, Холандија и која беше Финска и Германија, значи тие се битни држави, тие веќе бараат од Европската комисија да направи анализа за докаде е со спроведувањето на темелните права. Значи темелните права се многу битни, човековите права, темелните права на ниво односно вредностите практично на ЕУ, на ниво на ЕУ. Значи сега за државите членки е тоа битно. И од тука произлегуваат сите. Патен, таа анализа излезена од комисијата, многу интересна, заслужува внимание. И барат нови инструменти како да се зајакнат овие вредности на ниво на држави членки, сега зборуваме. Во кој што се зборува за човековите права, сите слободи меѓу кои ксенофобијата, хомофобијата. Така што се што ни се случува нас, не имаме тенденција да го толкуваме како да е исклучиво за Македонија битно. Она што се случи со ЛГБТ заедницата пред некој ден со кршењето. Ако тоа се случеше пред 3 години, ќе имаше помалку реперкусии по државата, отколку сега што се случува. Бидејќи сега во фокусот на вниманието е токму тоа. Значи не можеме ние да имаме некоја интеграција вон просторот и време од она што реално се случува на ниво НЕО. И не ги читаме пораките како што треба. Да, но значи мора да се согласиме дека македонскиот случај е специфичен, значи кога зборуваме еве конкретно за човекови права, за ЕУ вредности и така натаму, значи знаеме за проблемот со името, значи многумина тука ја обвинуваат Европа за двојни стандарди во овој случај, значи се работи за непочитувањето на правото на самоидентификација на еден народ и притисок врз Македонија да го смени името и тука сега доаѓаме во конфликт со темелните европски права и слободи. Ова е исто една тема која што е нашироко зборувана, двојни стандарди, тројни стандарди и така натаму. Навистина е тешко да се објасни во време кога Европска унија го става владењето на правото за државите членки, за државите пристапнички од Западен Балкан на преден план и во преговорите. Незиниот однос кон прашањето на името и особено овде во тој контекст ќе спомнам одлуката на Меѓународниот суд на правдата за почитувањето на привремената спогодба меѓу Република Македонија и Грција, доколку навистина имаше доследност, прво ќе имаше доследност во инсистирањето на спроведувањето на одлуката на судот. И тука навистина има проблем. Но, да бидеме свесни дека на секому неговиот товар му е најтежок на грбот. Има многу случаи кога, особено при пристапувањето во Европската унија, соседни земји поставувале услови кои што се наметнуваат на државите членки. Може би историски пример е тука Франција и Британија, значи блокада од неколку години. Шпанија. Има многу примери. Велам, секому неговиот значи Македонија тука не е единствен случај. Македонија не е единствен случај на блокада. Но велам, проблемот кај нас, мислам дека е во тоа што ние сега прашањето на името во голема мера од политичките субјекти се користи, особено од владата, се користи за внатре
политички цели. Значи, тоа е најголемиот проблем. Инаку ние сите сакаме да имаме единствен став во прашањето на името надвор. И го имаме пред сите странски субјекти. Ние би имале силна позиција кога не би имале проблеми како што е 24 декември, кога би имале редовен политички диалог меѓу позицијата и опозицијата, кога би ги имали и медиумите на страна, односно буквално да се заземаат за ова прашање и би создал еден многу поширок фронт кој што би олеснил, да кажам, битката за името. Но во случај кога се користи тоа прашање само за внатре политички цели, станува многу проблематично и веќе се покажа, како што и преска спомнав, дека се појавуваат пукнатини по политички процепи по сите страни, во рамки на владината коалиција, различни оценки. Така што ќе има влијание состојбата во овој процес, односно немањето напредок во процесот на евроинтеграција и врз внатрешните односи. Дури по мене имаше негативно влијание доста брзо. Да, па еве баш тоа го има и во интервјуто на премиерот Груевски, значи за внатрешните односи, за односот со коалицијскиот партнер ДУИ, премиерот вели дека и ДУИ е инструмент за притисок за решавање на името. Инструмент за притисок се и извештаите на меѓународните представници, значи на ОПСЕ, на Обединетите нации, на последниот на Франк Лару за слободата на медиумите. Вели сите тие доаѓаат во Македонија само за да се изврши притисок за промена на името. Вели тие доаѓаат со однапред подготвени извештаи, значи тие воопшто не ни анализираат како е тука, само доаѓаат за да извршат притисок да се смени името. Па и тоа не е изненадување, мислам, изјавата. Ако не друго, барем премиерот си е верен на себе. Во рамките на очекуваното, што може Груевските изјави. Би требало граѓаните да судат, нели, имат собствен капацитет на расудување, да видат колку дали е тоа логично да се случува така и зошто би се правил притисок на Македонија за да го смени името. Се додека Македонија не е фактор кој што ја загрозува безбедноста во регионот, странскиот фактор нема интерес да делува, особено не со такви инструменти. Ова мислам дека јас повеќе го толкувам како внатре партиска на коалицијата, практично внатре коалицијска борба, бидејќи имаме по кој знае кој пат, значи представниците од ДУИ, во случајот, нели, господинот Бесими, кој што признава дека името не е проблем, меѓутоа не е единствен проблем и дека многу работи не се завршени од тоа што требаше да испорача Македонија. Истото и теу тарифи, ако се сеќавате, и она во одредени моменти кажуваш дека се добри извештаите, меѓутоа има работи, јас скенира состојбата во Македонија, значи повеќе прифаќаат критика, а нашиот премиерот секогаш вика дека тоа е влијание на или на соросоидите, нели, или на Европска унија, или на другите институции, дури, нели, ако се сеќавате, дури финансиските институции ги направија дека практично прават притисок со рейтингот на Македонија за земањето кредити. Така што ја не очекувам, тоа е во рамките на она што може да се очекува. Значи, ова се навистина станува збор за веќе најава за политичка криза во Република Македонија, бидејќи ова покажува сериозен процеп во владината коалиција. Фактот што членови на ДУИ, односно министри од ДУИ веќе колку стана, година и пол, се предводат во европска интеграција, не може да биде причина за да бидат алиби за тоа што се случува со интеграцијата на Република Македонија, односно што немаме преговори. Така што мислам дека што побрзо се излезе од овој филм, толку подобро. Филмот е лош и мислам дека ВМРО-ДПМН влегува во ризик да остане изолиран, не само од, не знам, некој си предавнички невладин сектор и така натаму, туку од многу сојузници на меѓународен план, многу сојузници на внатрешен план. И тоа не е добро за Македонија, затоа што знаеме колкава беше поддршката на ВМРО-ДПМН на
последните и локални и парламентарни избори, и тоа носи подвојувања и во народот. Значи, тоа се веќе навестување за посериозна криза, и затоа велам што побрзо се излезе од тој филм и се стишаат страстите во овој момент, тоа подобро. Да се земе малку здив, да се размисли дека навистина не е тргната работата на добар пат. Има ли порака во тоа што од на состанокот на министрите за надворешни работи Македонија воопшто не беше ни спомната? Значи, еве, дури тоа е спомнато исто така во интервјуто на премиерот, вели сега и со молк ќе вршат притисок и вели тоа што они нас не игнорираат, всушност они глумат дека не игнорираат, но тоа е исто така притисок да го смениме. Јас лично мислам дека е малку неконзистентно тоа што не излегува со заклучок, бидејќи тие се обврзаа од декември да дадат извештај и да се изјаснат по извештајот. Има ли тука некаква тенденција? Мислам дека се чисто прагматични овој пат, дека избегнуваат, дека знаат на која тешкотија ќе најдат во Советот, дека повторно ќе имаат битка за точки и запирки и така натаму, а на крајот нема да има никаков резултат од тоа, туку само повеќе ќе се поделат во ставовите меѓу себе и дека тоа ќе биде полошо за Македонија практично. И решиле да го избегнат тоа. Дипломатски решиле да го избегнат тоа. Значи, апсолутно не гледам дека е тоа притисокот. Притисокот да сакале да го направат, ќе го направеле со јасна политичка изјава. Ќе излезеше председателот на Советот и ќе имаше изјава. И тоа ќе беше, мислам, ако се одеше до таму, има милион начини тоа да се направи, соопштение, ќе излезе некој друг и така натаму. Овој пат мислам дека апсолутно биле прагматични. Изгора на тоа, ако се сеќавате, нели, и нашиот европратеник, нели, и Ричард Ховит исто така, една од препораките негови беше да подобро да нема никаков заклучок за Македонија отколку да има вето. Згора на тоа е во коализија и со пресудата од меѓународниот нели суд на правда ќе биде директно спротивно на тоа, така што тони добро дипломатски тоа го одигра, што нема никаков заклучок за Македонија. Меѓутоа, реалноста е таа која што е. Нели, ние се наоѓаме во ситуација каде што, не знам, мислам, буквално во многу лоша ситуација сме. И она што мене ме загрижува е што секој една ваква, после секој ден од Совет, ние граѓаните стануваат по нерасположени, ја губат надежта, ја губат надежта и во Европска унија, меѓутоа ја губат надежта и дека некогаш ќе излеземе од оваа економска неразвиена состојба во која што се гушиме веќе неколку години. Добро, еве сега со последниот начин на настапи на владините представници, на дел од медиумите, може да се види дека како да се прави некаква непишана кампања за евроскептицизам, како да и се вели не на Европа. Значи, може ли состојбата да отиде во тој правец, па Македонија комплетно да се откаже од барањето на членство во ОЕО? Јас мислам дека тоа континуитет се случува. Последните неколку години евроскептицизмот кај нас е практика. И повторно, мислам, евроскептицизам е здрава работа. Значи, кај нас не станува збор за евроскептицизам. Кај нас веќе еврофобичност е. Евроскептицизмот значи дека ти не прифаќаш здраво за готово се што ти се сервира од другата страна, туку сакаш да го низ принцип на демократска дебата да ги расчистиш, да ги отвориш, нели прашањата што не се решени. Меѓутоа кај нас е фобија во прашање. Тоа е прво. Второ, мислам дека не се допират вистинските прашања. Ево, например, името е комплицирана ситуација. Меѓутоа, неколку пати нас не кажано од нашите партнерски држави во рамките на Европска унија, дека не го смета човеково право не може да биде правото на самоопределување. И не спаѓа во човеково право. И не можеме ние со таа карта да одиме напред. И таа е реалноста, вие мора да ја прифатите реалноста. Друго, вие која ја отварате дебатата, значи за името и за идентитетот, тогаш треба да отворите дебатата што се случува со човековите права, индивидуалните човекови права наспроти колективните човекови права. Затоа што во тој случај идентитетот не е толку директно нешто што може да го искористите како инструмент. Друго, сега, например, Хрватска е држава членка на Европска унија. Во следните 7 години, значи практично од 1 јануар, Хрватска добива 11,7 милиарди евра помош, неповратна помош.
Таа е дебатата што треба да отвориме. Македонија во тој случај кога влегуваше, би добила нешто пола со оглед на тоа. Сам не знаеме, треба се пресмета малку повеќе, меѓутоа од прилика можеме да насетиме дека ако Македонија влегуваше, стануваше, беше членка на Европска унија од 1 јануар, значи ние ќе имавме на располагање околу 6 милиарди евра неповратна помош за да можеме да ги вклучиме во развојот на оваа држава. Значи тие се дебатите кои што ги нема кај нас. Токму тоа ми беше и прашањето, значи од медиумите се создава една слика, значи многу често кога се известува се кажува што ќе се смени со влезот на Македонија во ЕУ, но се зборува за негативностите. Еве, ако влеземе во Европа, сега карикирам, пиперките нема да може да се извезуваат таму, ќе мора да се пакуваат вака, па нема да смее да се прави ајвар, па не знам што. Па еве, видите, Бугарија и Романија влегува, па ништо не им се смени, исто се сиромашни. Значи, вистинска ли оваа перцепција? Ова е навистина една кампања, практично сива кампања, некаде во сива зона, бидејќи не е официјална кампања која што се води по долго време, која што ги стакнува само негативните страни на Европската унија, која што во голема се базира па и на некои реални состојби кои што произлегаат од финансиската криза и од таму и намалувањето на динамиката за проширување. Значи, тоа е една сосема друга дебата за која што ни требаат повеќе од една емисија. Има бенефити, има секако и трошоци кои што треба да се поднесат. Но тоа е еден огром, мислам, голем комплициран процес во кој што трошоците и придобивките се распределуваат по сектори и подредени засегнати субјекти. Некој губи, некој добива, некој губи повеќе, некој добива повеќе, некој помалку. Добро, но во суштина, основната идеја е дека треба да се влезе во една поширока заедница, значи огромен пазар кој што те става во еднаква состојба. Па ако си способен, и ако можеш, и ако знаеш, и ако имаш нели конкурентно земјоделство какво што поддржува владата и така натаму, повели, влези, еве ти го пазарот. Значи, ако зборуваме само од аспект на пазарот, сега и понатаму безбедносни прашања на улога пошироко во светот, прашање на правда, слобода и безбедноста, соработка меѓу службите на безбедноста и така натаму. Има многу прашања, многу придобивки од членството за држава како што е Македонија. Да, добро, ја мислам дека е сосема легитимно прашање, значи на еден просечен граѓанин на Македонија без разлика од кој етникум е да праша доколку Македонија прифати да го смени меѓународното име и за тоа да влезе во Европската унија, кои се придобивките? Значи, дали Македонија има јасна визија за придобивките или повторно би влегла во некој неизвестен процес на ако се развие вака, ќе биде вака, значи, ме разбирате. Што е придобивката од тоа земјата да постигне консензус да го смени меѓународното име? Не сум сигурна дека оваа емисија може да нема да ни ја биде доволно. Мислам дека малку треба посериозно да се разглабат. Меѓутоа, ево ќе спомнам ја нешто што мислам дека ќе е битно. Кое што би било предноста на Македонија, значи што ќе добие ако стане членка на Европска унија? Ќе го заштити идентитетот. Како? Колку да звучи апсурдно, ќе го заштити идентитетот. Зошто? Затоа што глобализацијата, сите гледат, сваќаат дека со глобализацијата идентитетските прашања веќе се губат секаде во светот. Станавме Кока-Кола свет. Значи, Европска унија има политика, културна политика, во која што недвосмислено се вели дека никогаш нема да има заедничка европска културна политика, односно ќе се потпира на она што е идентитет на посебните единици. Значи не зборуваме сега само за нациите, бидејќи нација е изумрена работа во денешно време, доку на посебните етнички групи во државите. Дури вложува пари. Ево, например, огромни средства вложи за да го оживе гелик, значи келтскиот јазик, кој што во Ирска беше речиси изумрен. Или пак огромни средства се вложени преку култура програмата и во велшкиот јазик. Значи, зошто се преведуваат на крат на криштата сите закони што се носат на сите јазици? Значи, затоа што дел од европскиот јазик и е свесни за тоа колкав трошок е преведувањето, они упорно, значи, преведуваат, затоа што
на тоа ја базираат идентитетот, тоа е различноста на Европа. Тоа е зошто Европа е различна од Соединетите американски држави. Нашиот идентитет најбезбеден е во рамките на Европска унија. Од тие причини. Сега, мислам, накратко зборувам, не сакам да влезам во економските и очигледните и демократските работи, меѓутоа ево ова директно што нас не допира како име. Јас воопшто не би го поставила прашањето да го продадеме името. Мислам, симплифицирано на тоа се сведува. Зашто би го дале или продали името? Овде не се работи за тоа. Мислам дека требаше и бевме на патот на добитна варијанта и да се заштити идентитетот и да се оди на членство во Европската унија. Значи, тоа е решението, Како не е решението. Апсолутно мислам дека можеше да се постигне тоа, но пак ќе повторам. Преговорите за името се специфични преговори кои што се водат во еден многу ограничен круг и дефинитивно многу малку луѓе имаат информации за тоа што е на маса. И затоа не сакам никакви шпекулации околу тоа дали е добар предлог или лош предлог. Тогаш кога ќе го видам предлогот, можам да го дискутирам. Многу малкумина го виделе и оттаму за тоа дискусија може да го има дури кога ќе биде и ако биде јавен. Прашање е дали и кога треба да биде јавен. Но ако можеше кандидатски статус да се стекне со не знам колку пати македонски во извештајот, воопшто да не се спори македонски јазик. Ако нам дури ни даваа пари за да отвориме тука курсеви за толкување и доаѓаа да не учат за толкување на македонски јазик, ако ние имавме воспоставена перфектна соработка со DG преводи и толкување, мислам, зошто ги поставуваме работите како ништо да немало или нас никој не сака и така натаму. Значи, дефинитивно, ние сме тие кои што треба и можеме да се избориме за нашиот идентитет, односно за поволни решенија. Добро, факт е дека партијата која е на власт и која освојува мнозинство на повеќе последователни избори, сега има една политика која се движи на граница, која ги преиспитува алтернативите за Македонија. Тоа се навестува од изјавите на нивните челници, од ставовите на премиерот Груевски. Што доколку партијата која сепак има мнозинство од гласовите на населението, која има победено на избори, реши Македонија да се откаже од членството во Европската унија? Значи вака, јас сега се сеќавам, пошто баш малинка ја гледам, па се сеќавам на тој период кога во 2003, во 2004, кога Македонија решаваше да достави прашалник, значи за членство. Ако добро се сеќавам, ево ќе ме поправи малинка, ние година и кусур во оваа држава дискутиравме, имаше јавна дебата. Јавна дебата на секое ниво. Значи, секретаријатот го спроведуваше јавна дебата. Стратегија правевме, 300-400 луѓе собрани. На ниво на парламент имаше јавна дебата. Имаше јавна... Значи, мислам дека сите беа вклучени во таа јавна дебата. И ако се сеќавате во тој период, целата меѓународна заедница, дори се сеќавам како да било вчера, излезе и кажа дека не, вас не ви препорачуваме сега да аплицирате, затоа што нели поради кризата од 2001 се уште сте кревки, поради тука и НАТО имаше нели мисија. Не ви препорачуваме сега. И ако добро се сеќавам, господинот Груевски, тогаш од позиција на опозиција, исто така беше многу скептичен дека сега е времето да се аплицира за членство во Европска унија. Се да бидам фер, јас лично сметав дека е премногу рано. Така што не значи ништо тоа. Меѓутоа, во тој момент, кога таа дебата се случуваше година и нешто. И мислам дека беше најлегитимната дебата што воопшто некогаш си имало дебата во оваа држава. Затоа што беа сите вклучени во дебатата. И тогаш се донесе одлука дека граѓаните со огромно мнозинство, ми се чини тој период беше и над 90%, значи со огромно мнозинство решија да го поддржат процесот и да се аплицира. Сега моето прашање е, ако вие ги имате овие резултати, податоци, овие се податоци,
Значи не е ова флоскула, ки не знам ја ќе кажам нешто, туку податоците се овие. Ако вие толку време граѓаните плюс гора на тоа ги имате истражувањата на јавното мислење од Балкан Монитор, од кој не, дури и од тие што се, нели, сондажи кои што се провладени, да кажам, или кои што од авион се гледа дека се навистени. Дури и таму членството за ЕУ има висок процент. Значи, моето прашање е, ако вие тоа го фрлите од игра и решите дека нешто друго ќе правите, за мене е тоа близко до дефиниција на диктатура. Немате легитимитет тоа да го направите, со оглед на сето тоа што се случило претходно. Значи, ова прашање почна да се поставува и да се размислува од, да кажам, неколку месеци, година дена, особено од како Исланд го повлече барањето. Тоа се има случајно уште еднаш со Малта. Една влада го има повлечено барањето, па после друга го има пак реактивирано тоа барање. Тоа би било легитимно. Не сакате, нели, супер би било. Не сакате, не ни давате име, не ја почитувате одлуката на Меѓународниот суд за правдата, односно не ја поддржувате имплементацијата. И се тоа би било супер, нели, доколку овде во Македонија би ги видела сите политички субјекти да играат на таа карта. А и граѓаните? Сите политички субјекти би значило дека тие ги носат зад нив, нели, нивните избирачи и така натаму. Да не ги цитираме само анкетите од јавните мислења, значи да има овде дебата и согласност на сите политички субјекти, цивилниот сектор и така натаму, дека ние не треба повеќе да ја молиме Европската Унија. Супер би било, ама не е ситуацијата таква. Не е ситуацијата таква, зошто? Затоа што ние сме држава која што од другите меѓународни субјекти се перцепира како ранлива. Во денес поранлива од што вчера. По овие изјави вчера и завчера, 2 пати поранлива од што вчера. Зошто? Зошто? Затоа што се покажува колку всушност едно немање, значи едно изоставување на заклучок во Советот, а не нешто посилно, некоја посилна земјотрес, да кажам, може да има влијание врз политичката сцена. Имаме интервју на премиерот бомбастично, имаме различни изјави во рамките на коалицијата, сигнали дека нема стабилност, нема одрживост на подолг рок. Оваа реченица ја има инаку во извештајот на Советот на Европа. Значи, тие велат дека на подолг рок нема одржливост на демократските промени во Република Македонија. Значи, доколку има сега оно што го зборувавме, сценариот, типот од земање на кандидатура или повлекување на барање на членство, сите меѓународни субјекти ќе ја сметаат Македонија за држава која што не е сигурна, не е безбедна и на која што прашање колку доверба ќе имате во неа, како ќе ја третирате во меѓународниот промет. Значи, многу би било убаво тоа кога ние би имале сега бруто домашен производ не 100% од просекот на членките на Европска унија, барем некој 60-70%, а Исланд има повеќе. И обично Европската унија се бори да ги добие тие држави кои што имаат повеќе од просекот, и тие даваат во буџетот. Многу едноставна е приказната. Македонија, доколку го повлече членството, ќе речат многу ни е жал, ние сакавме да бидеме со вас, ама да, тоа е тоа. Добро, тоа е малце известно да се случи сега, бидејќи сепак членството во ЕУ и НАТО е и во статусот на владеачката партија, во сите изборни програми вметнато, вајда би требало прво да го смена тоа, па доколку се решат за таков правец. Ама впрочем, значи ако гледаме така, значи прашањето мое е што мислела владеачката партија во 2008 после изборите, не им беше јасно после Букурешт дека имаме проблем со името, или пак сега во 2011. Владата што мислела кога втор приоритет вика членство во НАТО и во ЕУ? Како мислеле тоа да го изведат? И сега, бидејќи вие вас тој втор приоритет, мислам дека треба да ве повикат на одговорност. Треба да се чувствувате минимум одговорност и да објасните
Зошто не го испорачувате тоа? Мислам дека работите многу се сменија по Букурешт. Дефинитивно многу се сменија по Букурешт. Добро, пред самиот крај, само да што очекувате од следниот извештај на ЕУ, како што стојат работите до сега? Јас очекувам дека ќе биде критичен, бидејќи реално на многу малку места не имаме. Значи, се зборувам за целиот извештај. На многу малку места имаме напредок. Голем дел од тоа, дали ќе може да пресечеме, дали е позитивен или негативен, ќе зависи од она што ќе се случува во следните неколку месеци. Со адхок комисијата, со новинарите, законот на медиуми е повлечен, ќе видиме тоа како ќе се вози до крај, со политичкиот диалог и со односите со соседите. Значи, тука исто така е многу битно и Бугарија се појавува. Среќна околност што сега имаме човек од другата страна со кој што многу полесно се комуницира, министерот за надворешни работи на Бугарија. Сега и во Бугарија има своевидна криза, па не знаеме како тоа ќе се одрази. Меѓутоа, тие се сите работи кои што се отворени и кои што во крајна линија ќе одлучат дали тој извештај е негативен или позитивен. Јас сум скептична, да бидам искрена. Јас дури очекувам дека можеби отворено ќе ни се каже дека се разбира од луѓата, значи решенијата што комисијата од комисијата ќе ги донесе, тоа многу е симптоматично. Кој ќе бидат решенијата? А моето чувство е, да бидам искрена, дека не знам, ќе ни се повтори 2008. Политичкиот критериум ќе ни биде поприлично така. Мислам дека имаме критичен извештај дефинитивно оваа година. Значи, можеби нијансите до октомври можат да се исправат. Нијансите во извештајот, но и заклучокот. Зашто на крајот најбитно е, знаете, повеќе слоеви има во тој извештај, ретко кој го чита целиот. Имате пакет во кој што нели извештајот со сите детали за секоја држава, па заклучоците за секоја држава и на крајот останува резимето за целиот стратегијата за целиот регион, во кој што влегуваат делови од извештаите на посебните држави и на крајот останува изјавата на комесарот што ќе ја даде на пресуд. И во таа изјава практично се настојува да се сублимира се. Но всушност тоа е политичката порака што ќе ја даде. Сега, каков и да биде извештајот, многу е битно од ова што ќе се случува политички во меѓувреме. Значи, дали ќе даваме вакви оштри борбени тонови, ќе се напаѓаме, пак ќе одиме во борба со Филе, како што беше 2011 по оној извештај, или ќе влеземе пак во некој, да кажем, диалог и подобри односи, ќе се трудиме да биде добри, од тоа ќе зависи каков ќе биде филот на крај. Содржината во голема мера е испишана, сега сигурно има една варијанта на, јуни е веќе првиот драфт на извештајот е напишан, во септември само ќе се допише, но тие последните изјавата, последните редови ти остануваат на крајот од септември. Нема многу време. Значи нема многу време, а ние како што рековме сега со овие изјави, со овие бури, пак си правиме компликации. Ви благодарам за гостувањето. Ова беше крај на вечерашната емисија. Почитувани гледачи, уште една анализа, овој пат посветена на извештајот на Европската унија за Македонија, за ЕУ перспективите и за се она што не очекува во идниот период. Останете со програмата на 24 вести.